Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говорам за протеинска функција. Протеините во телото, односно во клетката, имаат многу различни функции. И тоа не дека даден протеин има многу различни функции, него имаме многу различни протеини, а секој од тие протеини си има некоја си функција. И функцијата на даден протеин главно произлегува од структурата на тој протеин. И ова го потенцирам веќе неколку пати во неколку видеа. Вред? Сега, структурата е многу битна и секогаш даден протеин треба да има точно одредена структура. Но, тоа што е интересно е дека структурата, иако е точно одредена, таа не е статична. Него е флексибилна, значи променлива. Сега некој ќе рече како треба да е точно одредена, е променлива. И вистината е дека постојат всушност неколку точно одредени структури за даден протеин. Значи да речеме дека одреден протеин има структура, односно конформација А, конформација Б и конформација С. И протеинот може да алтернира помеѓу овие различни структури, односно конформации, но тие не се разликуваат нешто многу помеѓу себе, али сепак имаат некои мали промени. И ова алтернирање помеѓу различните конформации му овозможува на протеинот да ја обавува својата функција. Бидејќи протеините можеме да ги сметаме како еден вид наноботи. Така што овие различни конформации се нешто слично како отвори се, затвори се, отвори се, затвори се. Така што примарната структура на протеинот останува иста, но настануваат некои деликатни промени во терцијарната структура. И тоа мислам кога викам дека даден протеин има точно одредена структура. Тој има точно одредени неколку структури, кои се специфични за тој протеин. Друг некој протеин исто така има неколку конформации кои може да ги завземе, кои се специфични за него. Така и тој може од А до Б до С, а и ќе ставиме и Д, например. И тие се неколку точно одредени структури, односно конформации за тој протеин. Во ред? Се надам дека ова ви е јасно, ова го говорев пред неколку видеа. Сега, протеините, за да може да обавуваат дадени функции, и кога се поврзуваат, тоа не е преку ковалентни врски, значи не се некои цврсти поврзувања, него поврзувањето е преку нековалентни врски, односно интеракции. Такви се вандервалсови сили, водородни врски, хидрофобни интеракции и слично. Така што поврзувањето помеѓу протеинот и некоја друга молекула не е многу цврсто и не е трајно поврзување. Во ред? Сега, протеините најчесто се врзуваат со други протеини. Така што ако зелениот протеин се поврзе со синиот протеин, во тој случај синиот протеин представува лиганд за зелениот протеин. Океј, значи ако говориме за зелениот протеин, во тој случај синиот протеин е лиганд за зелениот. Додека ако говориме за синиот протеин, во тој случај зелениот е лиганд за синиот. Океј? И во учебници, вака кога се представуваат протеините, најчесто изгледаат како некои вакви чудни форми, како слагалици, и тоа се прави со цел да се прикаже кој протеин со кој би се споил, односно врзал, и да се добие идејата дека само одредени протеини може да се врзуваат со некои други протеини. Значи не може секој со секој да се поврзе. Например, најмногу би одговарале зелениот со жолтиот, вака ако гледаме како слагалица, ако би било, додека синиот може би некаде тука вака може да се уклопи, или пак портокаловиот слично, но не се баш добри како жолтиот, бидејќи ќе имаат многу помала област со која ќе може да се поврзат унаводници. Така, синиот ќе го има само во овдека регион, или пак портокаловиот, додека жолтиот ќе има целата оваа површина, така што поврзувањето би било многу посилно. Во ред, и тоа е многу битно, да има силно поврзување, иако е преку нековалентни интеракции. Сега, како што спомнат, не мора секогаш да се поврзат протеините со протеини, постојат и други молекули, например, не знам, некои шекери тука или липиди, или некои неоргански соединенија, некои метални иони и слично. Океј, сега, во литературата многу често пишува дека даден протеин се поврзува само со дадена молекула или пак со неколку дадени молекули, што е вистина, но не целосна вистина. Што мислам со тоа?
да речеме дека имаме протеин А, протеин Б, протеин С и протеин Д, и при тоа, ако сметаме дека претходното е вистина, тоа би значило дека протеинов А се поврзува, не знам, само со некоја дадена молекула X, протеинов Б се поврзува само со дадена молекула Y, протеинот С само например со Z, а протеинов D ќе речеме дека се поврзува и со W и со F. Во ред. Тоа значи дека наречеме на секој протеин, секој даден протеин се поврзува со дадена молекула или дадени молекули. И сега ќе речеш, да бе, тоа има тотална логика. Ако даден протеин се поврзува само со дадена молекула, во тој случај можеш да изградиш системи кои ќе бидат организирани и ќе имаат повисоки нивоа на комплексност. Но, вистината е дека скоро секој протеин може да се поврзе во наводници или да влезе во интеракција со многу повеќе од една дадена молекула. На некој начин они всушност влегуваат во интеракција со се што се наоѓа во нивната околна средина. И сега одма ќе речеш, чекај, ако протеинот не може да се поврзе само со една молекула или само со неколку молекули, во тој случај не можеш да изградиш никаква организација, не можеш да имаш комплексни системи. И тоа да, било точно, но мора да запамтите дека сите други неспецифични интеракции на протеинот траат многу кратко време. Односно, протеинов А рековме дека се поврзува со молекулата X. И тоа поврзување, односно таа интеракција, трае многу подолго време него која било друга интеракција. Во ред. Значи, овдека некоја си молекула која се наоѓа во околната средина, влегува во интеракција со протеинот, но тоа трае многу кратко време. И затоа е незначајно, не е битно. Сите овие интеракции се случуваат. Сите молекули во околната средина влегуваат во интеракција со протеинот, но сите тие влегуваат во многу кратки интеракции, додека оваа интеракција овде е долготрајна. Релативно долготрајна, се ова се случува за милисекунди, но сепак е многу подолготрајна од сите останати. Значи, оваа интеракција е многу подолготрајна него овие интеракции. Овие сите интеракции се многу краткотрајни. И затоа сметаме дека не се битни, и поради тоа викаме дека даден протеин е специфичен само за дадена молекула, бидејќи само таа интеракција трае долго. И ова ќе ви се разјасни сега малце полоцна, кога ќе увидите една слика. Сега да идеме малце чекор по чекор и ќе увидиме дека протеинот не започнува од некоја нездиплена состојба, ќе стане здиплен, така што ќе добие соодветната конформација, така што овие аминокиселински резидуи кои биле вака поставени, сега во здиплената конформација ќе бидат сите на оваа овдека позиција, и ова да речеме дека ќе биде врзувачкиот домен на овој протеин. Така што он сега е специфичен за некоја дадена молекула. И кога молекулата ќе дојде таму, таа не се поврзува ковалентно. Значи, има генерално водородни врски, има некои ионски интеракции, вандервалсови сили, хидрофобни интеракции и слично. Значи, не е ковалентно. Друго што можеме да увидиме е добро, ова е релативно истото, само што има некој овдека реаранжирање на водородните врски, не интересира толку тоа, него едноставно колку да го повториме концептот. Сега, третава слика е тоа што го говорев. Дадена молекула А може да влезе во интеракција скоро со секоја молекула која се наоѓа во околната средина. Но тие интеракции се да траат многу кратко. Самото термално движење на молекулите ќе ги раскине, односно ќе ги прекине тие интеракции. Бидејќи молекулите мора да запамтите дека постојано се движат, така тие се наоѓаат во една како водна средина, суспендирани и постојано се движат, се тресат. За сите молекули, што повеќе се тресат, тоа е поголема температурата, така. Тоа е всушност температура. Колку енергија има, толку повеќе се движат, толку е всушност поголема температурата. Гледате дека само кога ќе влезе во интеракција со молекулата D, има доволно нековалентни интеракции, што возможува подолготрајно поврзување на водници помеѓу двете молекули. И ова повторно не е трајно, иако успеваат да се противат на термалното движење, сепак после некое време тие ќе се откачат. Но е сепак многу подолготрајно поврзување него претходните две.
И дека имаме повторно една објаснување, значи може да се добие стабилен комплекс, каде што имаме многу интеракции кои може да се случат, така што ќе биде многу подолготрено, него во овој пример каде што имаме многу помалку интеракции и некои се одбивни, така, значи плюс со плюс, одбивно, минус со минус, одбивно. Можда ќе се образуваат некои водородни врски, ама тие не се доволни за да се образува долготрајна интеракција. И во плейлистата по имунологија имам две видеа, значи овие константен афинитет 1 и 2, каде што зборам сушно за тоа дека антителата кои се исто така протеини се поврзуваат со дадената молекула, но тоа поврзување не е трајно. Во ред? И што е подолго поврзување, тоа е всушност поголем афинитетот на антитело, тоа се поврзе со таа молекула. И за крај имаме антитело. Антителата се протеини создадени од страна на Б клетките, значи Б како латиница, не кирилично Б. И ова се релативно сложени протеини, чија главна улога е да се поврзуваат со други молекули. Но при тоа не се поврзуваат ковалентно со таргет молекулата, него преку нековалентни интеракции. И тоа се случува преку едни комплементарно детерминирачки региони, односно CD региони, има 3 јамки такви, кои што се наоѓаат на варијабилниот дел од тешкиот и од лесниот синџир. Значи ова е лесен синџир, ова е тежок синџир. Имаат варијабилен дел, кои што ги има такви комплементарно детерминирачки региони, кои се поврзуваат со молекули кои ги нарекуваме антигени. И овие антитела се многу добри за поврзување на најразлични молекули. Но многу подетално за нив говорам во имунологија, значи не е сега тоа тука целта. Друго нешто што сакам тука да спомнам е дека протеините може да влезат во интеракција на неколку начини, односно можеме да имаме површина на протеин да влезе во интеракција со стринг, што е всушност еден алфа хеликс од протеинот, значи ова вака е всушност површината на протеинот, ова е една нишка, или пак две нишки од два протеина дојдат во интеракција, или пак две површини од два протеина. Океј, значи само дека тоа е јасно. А сега ќе преминеме на следна. Голем број протеини потребни им се други молекули со цел да функционираат така како што треба да функционираат. Например, ретиналот е потребен за вид, хем е потребен за транспорт на кислород. Многу најразлични метални иони се потребни за правилно функционирање на најразлични ензими и така натаму и така натаму. Еве да го разгледаме подетално малце ретиналот. Тоа е молекула која се наоѓа во родопсин протеинот, а тој пак се наоѓа во rod and cone cells, во ретината на окото, односно на македонски мислам дека беа чепчиња и стапчиња. Не е битно. Овој протеин, како што реков заедно со ретиналот, е одговорен за вид. Како? Едноставно фотони кои што ја удираат оваа молекула со одредена брана, значи фотони со одредена брана должина, односно со одредена енергија, предизвикуваат промена во стереоизомеријата на молекулата, така што сега молекулата ќе има малце друг изглед, тоа пак ќе предизвика промена во конформацијата на целиот протеин, односно целата протеинска молекула. Тоа пак ќе предизвика промена на конформацијата на некои други протеини, кои што понатаму ќе активираат други протеини и така натаму, се додека не се прати нервен сигнал, кој ќе стигне од мозокот и ќе добиеме слика. Океј? Сега многу го симплифицирам тука процесот, но не ни е целта тоа да го разгледаме. Едноставно целта ми е колку да укажам дека и вакви неоргански молекули учествуваат во функционирањето, правилното функционирање на најразлични протеини. Еве го хемоглобинот, значи глобинот е протеинскиот дел, хем е непротеинскиот дел и хемот служи за транспорт на кислород. Кислородниот атом се прикачува вдека на железниот јон. Да го немаше хемот, во тој случај само глобинскиот дел од хемоглобинот не би можел да транспортира кислород. Овдека е повторно некоја си шематска презентација на хемоглобинот кој ни кажува на tensed state и relaxed state. За тоа ќе говориме друг пат. Друго нешто што е добро да се напомене е дека протеините може да се поврзат и со органски молекули. Така, например, липиди, може со некои јаглехидрати, кои што е многу често на површината на сите клетки. Има нешто што се нарекува гликокаликс, како слој на шеќери кои се прикачени на протеините на мембраната. Протеини кои што се наоѓаат најчесто во внатрешноста на клетката,
прикачени се на некои опашки од протеините кои се вметнати во мембраната и така натаму и така натаму. И овие молекули кои што може да бидат клучни за функционирањето на протеините, можат и да влијат врз нивната активност, а при тоа да не бидат постојано асоцирани со нив. Таков пример е алостерична регулација на протеинската активност. Ова овде е протеин кој што е шематски представен и тој по функционалност е всушност ензим, значи служи за катализирање, односно забрзување на хемиски реакции. На овој ензим имаме активен центар, значи тоа е местото каде што доаѓа супстратот. Во ред? Но, забележуваме дека оваа молекула, ако се поврзе со алостеричниот центар на овој ензим, доаѓа до конформациона промена, односно промена во 3D структурата, односно терцијарната структура, така што сега имаме изменет активен центар кој е недостапен за супстратот. Во ред, поради тоа, овој протеин не може да се ја врши функцијата која нормално се ја изведува и викаме сега дека е инхибиран. Но постои случај каде што ензимот нормално не се ја врши функцијата, но ако се поврзе со дадената молекула, може сега да се отвори активниот центар, така што сега ќе може да катализира дадената реакција. И поради тоа, ензимот во овој случај може да биде инхибиран или активиран. Тоа го нарекуваме алостерична инхибиција или активација, ама за тоа многу подетално ќе говориме кога ќе збориме за ензими. Друг пример е овдека со калмодулин. Значи ова е вака кој изгледа протеинот пред да се врзе со калциумови иони, кога ќе се поврзе, гледате дека завзема сосема друга конформација. Друго нешто што сакам да говорам е кооперативност, и ова важи за тие протеини кои имаат кватерна структура, односно се составени од повеќе субединици. А кооперативност е нешто што самото име ни објаснува што е. Односно, субединиците можат да соработуваат у наводници помеѓу себе. Така што, например, кај хемоглобинот, првото поврзување со кислород на една субединица е најтешко. Кога една субединица ќе се поврзе, поврзувањето на наредната е многу полесно. Кога ќе се поврзе и таа, поврзувањето на третата е уште полесно. И поврзувањето на четвртата е најлесно. Океј? Значи има у наводници соработка помеѓу овие субединици. Од кога првата ќе се поврзе и му леснува на другите иони да се поврзат. Нормално оваа кооперативност може да биде и негативна, така што кога првата ќе се поврзе и му тежнува на другите да се поврзат. Но тоа е многу поретко. И последно нешто што сакам да говорам е за фосфорилација. И ова многу често ќе спомнуваме и ќе осретнувате, а тоа е идејата дека одредени протеини се активираат или деактивираат при додавање или одземање на фосфори. Така што најчесто протеинот е неактивен кога не е прикачен фосфор на него, додека кога ќе се прикачи фосфор се активира, значи станува он. Океј? Но има некои протеини кои што кога имаат фосфор на нив се off, а за да бидат активни треба да се откачи фосфорот. Океј, значи постојат и двата вида на протеини. Едни кои се активирани кога имаат фосфор на нив, други се активирани кога немаат фосфор на нив. Во ред? А додавањето и одзимањето на фосфори се прави од страна на други протеини. Океј, значи, ај вака, имаш еден протеин и сега имаш друг протеин кој што ќе биде киназа, кој што додава фосфор, значи користејќи АТП, ќе додаде еден фосфор на овој овдека протеин и ќе се добие АДП. Во ред? Значи киназава додава АТП на овој овдека протеин. Ако додава фосфор. Ако додава фосфор, во тој случај е киназа, додека ако го вади фосфорот е фосфатаза. Значи овдека друг протеин кој што му го одзима фосфорот. Му вика дај ми го мене. Океј? Значи има протеини кои додаваат фосфори и има протеини кои одземаат фосфори. Тие кои додаваат се кинази, тие кои одземаат се фосфатази. И преку ова додавање и одземање може да се контролираат многу процеси во клетката. Океј?
Че овдека ќе разгледам само еден пример, и однака само ќе увидите, нема да идеме детално што е, каде што ќе забележите многу често дека има фосфори. Така. Значи овдека некој рецептор се поврзал со некоја молекула, тоа направило конформациона промена во надворешниот дел од молекулата, што направило и конформациона промена во делот кој е кон цитоплазмата, што отворило некои резидуи, така некои аминокиселини кои претходно може да биле сокриени, сега се отворени кон околната средина, например тирозини, и сега тие тирозини може да бидат фосфорилирани, односно биде додаден фосфор на нив. Има многу тирозински кинази, значи ќе додадат фосфор, и сега кога тој тирозин има фосфор на него, доаѓаат други протеини. Така, сега они се прикачуваат на фосфорот, па може ќе му го откачат. Кога се откачува фосфорот, тоа е дефосфорилација. Значи кога се додаде фосфорилација, кога се одзема е дефосфорилација. Океј. И сега тие можда тој фосфор ќе го однесе на некој друг протеин, па тој ќе го даде на некој друг протеин или ќе се откачи од некаде и слично. И така може да се активираат или деактивираат некои протеини и да се добијат организирани и комплексни интеракции и регулации во клетката. Во ред, се надам дека ова до сега е јасно. А сега сакам само колку онака да ги наброиме најразличните функции на протеините, а во наредното видео ќе ги разгледаме сите овие во поголеми детали и со примери. Во ред, значи ќе видите пример за секој од овие функции и ќе добиете генералната идеја за што се може да направат протеините. Ајде сега сакам да ги наброиме. Протеините имаат структурна улога, учествуваат во катализа, односно забрзување на хемиски реакции, регулираат многу процеси, вршат транспорт на најразлични молекули, учествуваат во меѓуклеточно познавање, тоа е многу битно за имуниот систем, исто така, општо за организмот, така и хормоните тука спаѓаат, учествуваат во движење, заштита и опстанок, адаптерски протеини, стрес протеини, ова го говоревме пред неколку видеа за хичок протеините, резервни протеини, молекуларни машини и многу други функции кои што се помалку значајни. Во ред, значи ова се само вака наброени функциите на протеините, а во наредното видео, како што спомнав, ќе ги разгледаме со примери и подетално ќе ги објасниме. Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување!